Денеска во мултикултурниот центар во Кочани се одржа првата работилница, односно трибина за формирање на локална акцијска група која е дел од проектот Техничка подршка за подобрување на овозможувачката средина на граѓанските организации во Република Северна Македонија. Проектот се имплементира во период од јуни 2023 до март 2024 година, а во текот на активностите планирано е да се одржат 5 работилници, 2 дводневни обуки и 2 еколошки акции, истакна Мануела Саидова, представник од невладината организација Светла иднина. Тука сме на иницијативна трибина на која ќе дебатираме кратко за состојбите во неколку области, а кои се важен фактор во развојот на ромската заедница во Кочани. Ќе формираме локална група за застапување на ромската заедница, која ќе работи на изработка на 5 краткорочни акцијски планови во период од 2024 до 2027 година во 5 области. Инаку проектната акција зајакнати граѓански организации, основа за видливи резултати во ромската заедница, е корисник во рамките на проектот Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина на граѓанските организации во Република Северна Македонија, финансирана од Европската унија. Проектот за силено граѓанско организирање, основа за видливи резултати во ромската заедница, е насочен кон подобрување на состојбите во ромската заедница во општина Кочани, во делот на животната средина и подобрување на условите за живот, поддршка и промовирање на потребата од засилен младински активизам во ромската заедница, активно учество и застапување на проблемите и потребите на заедницата, како и подобрување на соработката и комуникацијата помеѓу заедницата и локалните институции во општина Кочани. Целна група во проектот се сите активни граѓански организации, граѓаните и активистите од заедницата, како и младите роми кои делуваат во ромската заедница во општина Кочани. Главна потреба која што ние ја увидовме за да се реализира оваа активност е зајакнувањето на капацитетите и видливоста на граѓанските организации, односно подобрување на комуникацијата со нивните конституенти, представува основа за подобрување на затекнатата состојба во ромската заедница во сите сегменти на општественото делување. Во последните неколку години ромската заедница се соочува со силна стагнација во сите сегменти од процесот на инклузија, односно заостанува во сите области на делување, додека најсериозно и алармантно е во делот на животната средина, при што големи површини од ромската заедница се претворени во диви депони. Условите за живот се неподносливи, па дури во одредени региони и опасни по живот. Комуналната инфраструктура во најголема мера е нефункционална, локации за спорт и рекреации нема, а таму каде што има, истите се нефункционални или во нивна близина има депонии при што се шири неподнослива мириспа. Квалитетот во образованието или инклузија во образовниот процес кај ромите во последните години постојано опаѓа, при што може да констатираме дека во моментот е на најниско ниво. Културата и промовирање на културните вредности на ромската заедница во општина Кочани се темели на кои апсолутно никој не разговара, а младите и потребата од инклузија на жената ромка во општеството се области кои веќе не постојат во комуникацијата со локалните фактори. Прва активност е организирање на иницијативна трибина со целните групи на проектот за формирање на локална група за застапување на ромската заедница во општина Кочани. Потоа ќе имаме организирање на 5 целодневни работилници на локалната група за застапување поради дефинирање на проблеми, потреби и приоритети на ромската заедница по области. Потоа имаме организирање на 2 еднодневни обуки за јакнење на капацитетите на ЛГЗ за јавно застапување и комуникацијски и презентацијски вештини, организирање на 2 екоакции во ромската заедница во Кочани, кои што се предвидени да бидат во местноста Колерски гробишта и едната да биде во локацијата на Асно. И на крај имаме организирање на една завршна конференција на тема локален економски развој во општината со или без ромската заедница. Крајен исход на проектната акција
е да имаме 5 изработени краткорочни акцијски планови за развој и инклузија на ромската заедница во општина Кочани. Со оглед на тоа дека имаме добра соработка со локалната самоуправа и градоначалникот на општина Кочани, ние веќе добивме уверување дека акцијските планови кои ќе бидат изработени во рамките на проектната акција ќе бидат ставени во процедура на усвојување. Исто така, со поддршка на градоначалникот ја формиравме и локалната акцијска група за застапување, која директно ќе биде вклучена во консултативниот процес за изработка на акцијските планови во 5 области. Очекуваме дека со оваа проектна акција дополнително ќе ги доближиме проблемите и потребите до локалната самоуправа во насока на институционално решавање на истите и поголема доверба и соработка. Проектот техничка поддршка за подобрување на возможувачката средина на граѓанските организации во Република Северна Македонија е финансиран од Европската унија, спроведена од конзорциум и од меѓународниот корпоративен јавен менаџмент.